Подпредседателе, почитуван колега Фадил Зендели, се допревте вчера до делот кај што го кажуваше премиерот дека сакал да со новата реконструкција да внесе нови честни кадри, освежени кадри во владата. Меѓутоа, не го допре делот за криминалот, посебно криминалот за неговиот прв вице-премиер. И јас би сакал да ја искоментирам таа гробна тишина која што дојде од премиерот, кој што го прави, значи за криминалот кој што го прави неговиот прв вице-премиер. Зошто премиерот и во текот на вчерашниот ден си одмолча за неговиот прв вице-премиер? Дали доликува на еден премиер на држава да се користи со зборови како глупи август и на тој начин да навредува пратеници, а се со цел одбрана на неговиот прв заменик? Каде е достоинството на функцијата премиер на државата и второ, каде е потребното разбирање на носителот на највисоката функција во државата, односно на извршната власт, ако се иземе председателот, за политичкиот систем во државата, во која премиерот одговара пред пратениците, а не обратно? Како може премиер на една држава во услови кога за неговиот прв вице-премиер се изнесуваат скандали за криминална поврзаност со купување на скапи деловни објекти и на исплата на милионски хонорари од министерството за кое е задолжен токму тој негов прв вице-премиер? Вчера од истиот вице-премиер слушнавме дека објектот кој чини 500.000 евра бил платен за 100.000 евра. После ова изјава, дали премиерот мисли дека повторно не треба да го повика својот заменик и да го праша дали ја има злоупотребено својата позиција? И дали извршил влијание за да се набави тој објект по 3 до 4 пати поевтина цена? И повторно останува неодговорено прашањето дали на овој начин, односно со бегање и незаинтересираност од страна на премиерот, ова не значи стимулирање на корупцијата во своите највисоки редови и дали ова може да поттикне и други министри да го прават истото? Вчера премиерот докажа дека тој не е премиер, дека вистински премиер е Артан Груби и тој е само негов послушник или пион, како што самиот себе си Шаховски сакаше да се нарече во текот на вчерашниот говор. Попрецизно кажа дека бил пион што сакал да стане кралица. Нека му каже некој на премиерот дека не живееме во време на кралеви и кралици, туку имаме тенденција да живееме во демократија, во која за жал граѓаните повеќе не веруваат, а зашто директно одговорен токму тој со неговите поданички политики со единствена цел – останување на власт за да продолжат тендерите и испумпувањето на народните пари. Благодарам на вниманието.